Меѓусебно запознавање, учење едни за други и намалување на предрасудите. Ова го овозможува интегрираниот начин на образование. Пример за тоа е Нансен моделот, кој функционира и во Тетовското училиште Братство Миѓени. Во имплементирањето на интегрираното образование, главна алка се заедничките активности. Децата се запознаваат повеќе. Важно е да се разјаснат некои детали околу интегрираното образование. Тоа е модел кој овозможува спречување на конфликтите, овозможува луѓето да се чувствуваат побезбедни и послободни во општеството, а имаат различна националност, вера и јазик. Ваквите проекти не водат напред во развојот на модерното и интегрирано општество, што е значајно за нас, потенцира градоначалникот Теута Арифи. Општината останува ангажирана во вредностите за интегрирање на училиштата и на учениците и нормално барање на заеднички вредности за сите врз кои нормално би се интегрирале. Сакам во ова прилика да се заблагодарам на Нансен диалог центарот за нивните активности, за нивното партнерство, за нивното посветеност, значи во однос на овие проекти, без кои ние секако можеби не би стигнале толку далеку како што сме. Република Македонија, овозможувајќи го правото секој да учи на мајчин јазик, треба да пронајде механизам за учениците од различните етнички заедници да имаат заеднички активности, рече министерот за образование Абдулати Мадеми. Констатиравме дека ова стратегија треба да стане дел од нашите системски решенија. Со задоволство ја информирав дека Министерството подготвува реформа на педагошките факултети, а во студиските програми, новите студиски програми на педагошките факултети, еден од предметите ќе биде токму идните наставници да учат за интегрирано образование и да учат да предават во мешани етнички училишта. Сите заедно денес разговараа околу ризиците поврзани со трендот на поделба на училиштата во општина Тетово.